Ке зборувам за страв, дечки. Сите видови на страв. Ке и набројам видовите на страв. Според мене тие се видови на страв. Значи, за видови на страв ке зборувам. Имаме стар страв, имаме нов страв. Имаме туѓ страв, имаме ваш страв. Да, дечки. Фактички ке зборувам за стравови, затоа што имаме различни типови на стравови. Така да, страв, аман со тој страв веќе. Океј, ама страв лозе чува. Така има многу добри, такви некои легендарни поговорки. Неколку работи за страв сум зборел и порано, ама можда не сум го селектирал вака стравот. Така да ќе зборувам за страв. И на почетокот има една многу убава дефиниција за страв. Кажува, ова е една многу убава книга од Хабарт, базирана е на диенетиката, фактички. Во диенетиката многу збори човекот на тема страв. Така да, вели, страв е сигнал за повлекување. Љутина е катализатор за напад, вели. Гледате, љутина е катализатор за напад. Страв е сигнал за повлекување. Тага е сигнал да се биде мирен и ништо да не иницирате. Тоа е тага. Апатија е сигнал да бидете мртви или да преправате дека сте мртви за да некоја опасност си замине од вас. Океј, така да, у суштина, нашето тело и нашиот ум има дадени сигнали за да обстане. Целата поента на организмот е да обстанеме. И ако имаме проблем, и ако имаме некоја закана која што ако имаме целта ни е да обстанеме, нели? И да обстанеме како фактички нашето тело да го заштитиме, зашто ако размислиме ние како дух не можеме да умреме и да сакаме, духот не умира, духот не е материја која што може да умре и духот умира повеќе она што го зборев минатиот пат кога се фиксира цело време само за материјалното и почнува да се поистоветува со неговите чевли, со каков тип на мајца носи, тогаш почнува духот да умира, затоа што се губи свесот, она што може да умре е телото. И ние имаме тенденција да го заштитиме телото, затоа што телото не е инструмент. Па како ќе ви зборам јас на вас лајвови, ако не да Боже почине телото и така натаму, телепатски потешко би ни било, така да мораме телото да го држиме да биде у добра состојба, така, уште едно 40-50 години, така да телото ни е инструмент, сакаме да го заштитиме и во суштина стравот е поврзан со телото, но може исто така да биде страв со губење на достоинството, тоа е повеќе духовна работа. Нели? Или страв, не знам дали човекот ќе постигне целта, која што му е за обстанок, зашто обстанува не само телото, обстанува и фамилијата, обстанува и групата, така да можеме да имаме страв за обстанок на групата, можеме да имаме страв дали ќе обстане фамилијата, дали ќе обстане синот или керката и така натаму. Еден куп стравови можеме да проектираме за различни нешта и сме мајстори за да направиме страв за нешто и да проектираме страв каде што не мора да го има стравот, но е фактички, ајде така да кажеме, честопати на луѓето им служи стравот за да не се случи нешто лоше, са им служи стравот. Ова и после ќе го објаснам малку на крај, ама вистина е. Луѓето се навикнати на стравот, навикнати се на туѓи стравови, навикнати се на своји стравови, но секојаш во животот имаме опција. У суштина стравот, според мене, е многу добар ако е нов страв, не е добар ако е стар страв. А стар страв се подразбира дека е од минатото снимен. Во самите слики од думачно сум зборувам честопати од Алек Петре вика страв од корона, ама гледате, стравот од корона не е само сега, имало страв од чума порано, имало страв од умирање, имало страв од заразни болести, имало страв од вариола вера. И тој страв не е поврзан со короната. Тоа би бил нов, ајде да кажам,
нов страв кој што короната не постоела како таква до сега. Има страв кој што се базира на други болести според мене. Мислам дека е повеќе поврзано со друго нешто. Поврзано е со страв од загуба на блиски, поврзано е со страв од умирање. Но стравот не е сега само од короната. Имало многу низ вековите болести кои што биле пострашни и кои што сте снимени во умот и во временската лента на едно битие. И ако размислуваме на еден по-револуционерен начин, ајде така да кажем, и ако речеме дека окей, можеби сме живееле во минатото, можеби некој умрел од куга, можеби не знам што и да се случило во неговиот живот и сега ќе се појави некоја болест која што тој не може да ја контролира, не знае зошто му се јавува толкава реакција на тој страв од нешто, но е поврзано со некое минато. Од друга страна имаш човек кој што нема воопшто никаков страв на таа тема. Така да стравот е стар, обично. И ние го носиме во нас тој стар страв. Тој стар страв иницирал некојаш, се воспоставил некојаш во дадена ситуација. Пример да ви кажам, замислите некој дете го затвориле како мал во шахта и му се јавила паника и страв. Така, не можел да дише, требало да го трнат капакот. И сега кога ќе влезе у лифт, он има страв од лифт и мисли дека има страв од лифт и има страв од затворен простор. У суштина стравот се јавил кога бил затворен како мал во шахта. Од таму е стравот. Претходно немал страв. Но тој е моментот кој што се случува и тој момент на кога децава си играле и го затворили у шахта некој кој што биле напуштани и го натерале таму да остане колку и да е време или не знам го давеле во вода и сега има страв од вода. Така да стравот си потекнува и се води корен од некаде и е поентата како да го најдеме тој момент за да го сузбиеме, за да после тоа човекот нема страв. Ама ако размислите некој човек што има страв од лифт, обично ќе установите дека нема страв од лифт, стравот е од нешто друго. Стравот си има случајно порано. Така да не е обично тој страв од тоа што сега го мислиме дека е. Обично е поврзано со нешто друго. Во дадени моменти кога сме носеле страв со себе. Ако видите некој човек кој што се плаши сега од многу работи, ќе видите дека во неговиот ум има снимено ситуации во кои што тој бил во страв. И сега стравот како емоција, затоа што многу често се случил во минатото, го обвиткува како една емоционална состојба која што може да биде доминантна. Затоа што можеби мајка му се плашала. Замислете, мајка му била страшлива, мајка му била плашлива за некои работи и тој го превземал тој страв од мајката, поради тоа што мајката го носела стравот за да не настине, за да не се разболи, страв од дал детето ќе иди до колку саат ќе се врати, дал ќе се врати до 2-3, дал нешто ќе му се случи у град, дал од диско ќе го чека, до 5 са бајле на балкон, не може да спие. И сега она ги има истите стравови што ги има така самата нејзина мајка од порано. Така да, ако сватиме дека стравот не само што е стар, него не мора ни да е наш страв, тогаш почнуваме повеќе да го разбираме стравот, затоа што поентата на овој лајф е да го разбереме стравот. Ако го разбереме стравот, нема толку да му се плашиме на стравот. Стравот е стара реакција во насока телото да се одбрани од нешто. И после тоа тој подсвесен или реактивен ум ги буни моментите и почна да се плаши од се. Некој човек го каснало куче во минатото, имал страв од куче, сега има пудлица некоја и јас слушне лајање, му се активира стравот од вучекот кога го каснало од пред 20 години, затоа што слушањето на гласот, односно на лаежот на кучето, го потекнува тој страв од минатото и стравот од минатото се враќа во сегашноста и он мисли дека се плаши од пудлицата, не се плаши од пудлицата, се плаши од нештото кое што му се случило во минатото. Затоа Хабард го нарекол тој ум реактивен, затоа што се реактивира. Старите емоции во нас снимени многу одамна се реактивираат во даден момент. Имало некој детенце се плашел од некои повозрастни момчиња кои што постојано го тепале и кога да поминал по нив на улица, немале други што да прават, ќе го испотепале детево и сега ќе го види тој дечко после 15 години што го тепал му доаѓа непријатно. Зошто? Затоа што се реактивира тој страв, кој што е стар страв. Значи, многу често стравот е само помешана работа од сегашноста со нешто и е научен механизам на организмот да се брани не размислувајќи. Гледате, стравот е обид организмот да се одбрани не размислувајќи на што пружа страв. И стравот во најголем број на случаеви не е реален, туку е
едноставно снимен во подсвеста, затоа што некогаш реакцијата на телото била таква, имаше дадена ситуација на читав на социјалните медиуми, вика, ако се уште имате страв да излезете надвор во пандемијата, можеби, вика, води, ова беше од некој психолог го имаше напишано, не знам каде на социјалните медиуми, но мислам дека има дефинитивно логика. Вели, ако се уште имате страв да му напуштите домот од COVID или ситуации каде што не сакаме да идеме некаде, вика, води страв од пештерите, затоа што кога сме биле пештерски луѓе, тој страв е запамтен затоа што надвор кога сме излагале од пештерите ќе ни изеле, не знам, оние тигрине со сабијастите заби, ќе не знам, лав некој ќе ни изел, мечки ќе ни изеле, затоа што од порано, знаете, телото, не само умот и психата, него и телото си има своја меморија. Имаше многу интересна теорија, вика, тоа е caveman феномена на пештерскиот човек, затоа што многу често се плашеле да излезат надвор, затоа што надвор од пештерата имало нешто кое што било опасно. И сега кога сме ние бомбардирани со колку е опасно нештото и сите сме у локдаун и затворени дома, нели е логично да ни се активираат такви стравови од пештерско време? Така? Од преисториско време, затоа што тој страв е во телото, телото има меморија. Разбирате, затоа што самото телото има свој ентитет, свој тип на душа, кој што исто така може да се движи низ времето, како што и самата душа ние, која што имаме, која што е различна од телесниот тип на живо битие. Ова е една книга од Хавард Цвик, Историја на човекот, многу интересни со откритија тие, дека у суштини нашето тело памти. Е сега, ако го поврземе тоа со ова кој што го чита на некој социјален медиум, зашто имаме страв да излеземе сега, после долго време бивајќи затворени по дома, надвор и се уште сме внимателни од короната, поради тоа што може веќе да води страв од времето кога сме живееле во пештери, кога надвор имало вистински реални опасности, имале тоа да се разбереме. И тогаш сме били у страв да не излезат некои животни, сме се криеле од нив, така да не било лесно да излеземе надвор, да видиме бел ден. И сега кога луѓето се предолго затворени и сакаат да излезат надвор и да видат бел ден, се реактивираат стравови кои што воопшто можеби не се поврзани со короната, се поврзани со кои какви ситуации каде што долго време сме били у пештерите и сега кога сме требале да излеземе надвор од пештерата, не било страв затоа што имало тигри, имало лавови, имало нешто за да не уплаши, така. Е сега, поентата што ме е дека имаме стари стравови во нас и најголем број од стравовите се стари стравови. Ајде така да ги дефинираме. Имаме стари стравови. Кога можеме да имаме нови стравови? Овој пример што ви го давав со, да кажеме, пештерските луѓе, пештерските ситуации кои што ги сме ги имали и сега не можеме да излеземе надвор од домот затоа што сме многу локдаун и тие шубе, вели, ова е напишано од некој, не знам кој беше автор, мислам дека беше некој психолог, па ги кажам кој што го споредува со и баш така го вика the caveman syndrome, синдромот на пештерскиот човек. Но вистина е затоа што фактички имаме меморија од тоешно време. Или можеби ќе почне некој човек да шета по приморскиве градови каде што можеби имало, не знам, колера, можеби имало некои болести кои што били и му се јавуваат некои сцени на човекот каде што не му е пријатно, од каде му доаѓаат тие работи, или ќе гледа, не знам, филм, порано кога ви текно имаше Вариола Вера филм, и после тоа ќе се препаднеш, си викаш, окей, ама дали јас сум бил воопшто жив во тој момент на кога имало Вариола Вера, појма немам. Може некој човек умрел од Вариола Вера и замисли се умрел од тоа и се има корона, препаднате, апсолутно. Зошто? Затоа што го реактивира тој страв. Секако. За логика, така, многу голема логика има во сето тоа, ама е стар страв, луѓе, стар страв е тоа. Ама дал можеме да го контролираме тој стар страв? Тешко е. Тешко е да го контролираме тој стар страв. Имаме ли нов страв? Имаме. И тој нов страв е добар, ви кажам една работа. Новиот страв е добар. Зошто? Затоа што излагање од комфорт зоната. Колку пати сум зборел дека имаме стравови кога ќе излеземе од комфорт зоната. Кога ќе излеземе од комфорт зоната имаме страв. Зошто? Па може би пак е тоа со пештерскиот човек, од кај да знам. Замислете се, човеков во пештерско време
требало да излезе, може пештерата му била комфорт зона и сега требало да излезе надвор од пештерата и сега може за тоа нашата комфорт зона по дома ни е пештера, каде што сме се навикнале. Така ќе излезе некој најхрабар од племево ќе донесе да јаде, некојаш се враќал, некојаш не се враќал, затоа што ќе го изеле, па сега требало ти да идеш, па тебе ќе те бркаат некои животни, ќе се сокриеш назад у пештерава и сега тоа ти е комфорт зона. Сега треба да излезеш надвор од пештерава, наводници, која што ти е твојата комфорт зона, која што ти се вика, не знам, Македонија. Гледате, дечки, колку е интересно. Моje мислење. Толку интересно направена играва на планетава Земја. Имаме идентитети. Имаме имиња. Имаме имиња на држави. Имаме националности. Така, имаме националности. Еден куп работи се направени во форма на игра, за да не биде забавно. Име, презиме, националност, дел од компанија која си, идентитет на компанија, од кое средно си бил, не знам на кој факултет си бил, дал си ти дел од Балкан или си од Европа, дал си дел од, не знам, Америка или така натаму. И така е направена оваа игра, да човекот му е многу тешко да излезе од некоја комфорт зона. Може би комфорт зоната ни е Македонија. И човеков излезе, може би не му се свиѓа да биде у Македонија. И сака може би доди у Америка или сака доди негде. Или замислете некој човек од некое село од Македонија сака да излезе од Македонија затоа што сака да оствари нешто. Колку тешко му е тоа да го направи. Зашто? Му треба виза, му требаат пари, му треба некој таму да го прифати и така натаму. И сега, за да излеземе од целата таа комфорт зона, таа ситуација, тоа е предодредено у наводници да биде така. Зошто сме се родиле ни у Македонија? Сте размислиле? Се малку настрано темава тргам. Ама сме се родиле со некоја причина тука. Запечатено да останеме тука. Дал може Жарко Костич да биде мотивацијски тренер надвор од Македонија? Не знам, моја желба е. Сакам да зборам со огромен број на луѓе, секако со вас секогаш, ама да имам и други луѓе од различни земји што ќе ме слушаат. Ама потешко е, веројатно за мене, отколку од некој можеби, замислете, ја не знам англиски. Добра ситуација што знам англиски, ама замислете, не знам. Порано немаше социјални медиуми. Сега е многу полесно, затоа што социјалните медиуми се преубави, затоа што можеме да ги надминеме полесно тие начини да излеземе надвор од таа една сфера која што човекот ја сака. Без разлика дали ние сакаме да отидеме во светот, во Америка, или сакаме да живееме во Англија, или сакаме да живееме во Азија, не е ни важно. Некојаш е многу тешко, така е направена играта, да излезеш од таму кај што си. Со таа националност можеби која што си. Можеби твојата националност станува проблем за да бидеш нешто. Давам само пример. Колку е интересно направена играва, да не можеш да излезеш бре од твојата комфорт зона. Тешко било да излеземе од пештерата тогаш, ама тогаш работите биле едноставни, имало само пештера, сме немале националности, сега колку е софистицирана убава играва, затоа што имаме убава облека, имаме телефони и се тоа напредна игра која што не е примитивна како што била порано. Но стравовите наши се примитивни. Разбирате, стравовите се примитивни. Ние имаме софистициран живот, ама стравовите се примитивни. Разбирате? Можеби у камено доба, у пештинско дома, жената морала да седи дома и не смеела да излезе од пештерата. И можеби уште имате некој став кај некој човек дека жената мора по дома да седи. Од кај му е? Пештерски човек може. Може од таму потекнува тој став, не смеела да излезе од дома. Не смее да се еманципира, не смее да се едуцира. Што и да е. Така, зошто? Затоа што ги имаме тие ставови некојаш која се останати у генетиката, у умот. И не велам како да правам подсмев на некој во врска со тие ставови, ако такви ги има, ама сакам само да кажам дека може би водат потекло таму. Давам само примери за некои идеи од каде може да ни потекнат. Затоа што може би му е стравот дека ќе ја загуби сопругата надвор и може би, не знам, може би кога излезе надвор во светот, за него тоа е опасност. Затоа што излагање надвор од комфорт зоната. Сега, ако ние идеме со таков став, и ако ние разбереме дека имаме стравови во нас кои што се многу одамна случени во нашето битие, во нашата меморија и телесна и духовна, иако се различни тие мемории, телесните и духовните мемории, сваќаме дека колку ни е комплексна ситуацијата. Така.
Сега, ако имаш ти некој човек кој што не знам, замислете како духовно битие имал некоја ситуација каде што имал некој страв од многу одамна, од дамнешни времиња, еве пример, починал од некоја заразна болест. И има таа меморија. И сега е поврзан со некое тело, се родил во некое тело кое што има страв затоа што било изедено од кујзна од каде кога излегува надвор од пештерата. Се имате два различни страва. Едното е на духовното битие, другото е стравот на телото. И човеков не е свесен зашто му се случуваат тие стравови. Секако дека не е свесен зашто заборевал, затоа што таа меморија у подсвеста внесена. Така да, фактички тие стравови, проблемот е што се примитивни стравови се, ама се уште во нас. Зошто? Затоа што се поврзани со живот или смрт. И во суштина, телото се уште ги восприема и ги користи како сигнален механизам да се спаси од нешто што мисли дека е опасност, иако денешниот свет нема никаква поврзаност со таа опасност која што има там. Океј, денеска не можеме да излеземе од дома, се плашиме заради корона, ама можеби е страв кој што сме го имале за време на времето кога сме живееле у пештери, кога не било страв да излеземе надвор затоа што имало, не знам, мамути, тигри или што и да е, што не било опасност. Така да комплексна е ситуацијата на стравот. Луѓето мислат да знаеш што стравот е едноставна работа. Не е едноставна работа. Стравот е во нас. И најдобра работа е да се исчисти тој страв, и тоа е тоа што го работам со луѓето. И ако имате стварно страв кој што не можете да го контролирате, тогаш јавете ми се, поради тоа што има техники како да се ослободи човекот од тој страв, или земете оваа книга која што мене ми смениле точките на гледиште на тема страв се вика дианетика. Затоа што ги објаснува сите овие работи, ги објаснува механизмите како стравовите може да се исчистат, затоа што се во нас. Сега, што се случува кога стравот ќе се исчисти? При процесот на бришење на стравот човекот сваќа зошто му доаѓа стравот и го задржува искуството. Добро, значи кога сум бил во таква и таква ситуација, кога некој бил затворен во шахта, сваќа дека не треба да биде затворен во шахта, ама знае дека, сваќа дека шахтата го потсеќа на лифтот и капира дека уствари неговиот страв од лифтот е поврзано со шахтата и поради тоа почна да го свестува тој страв. Затоа што стравот, гледате што е стравот. Стравот е кондензирана енергија. Стравот не е енергија која што е раштркана, распрскана и е духовна работа. Стравот е целосно спротивно од духовноста, затоа што се сведува на опстанок на телото преди се. Духовната работа е широчина. Замислете зборот естетика, ентузијазам, расположеност. Таа е енергија која што не е густа, таа е ретка енергија, затоа е високо по скалата на емоции, зашто духот е широчина, а стравот е собирање. И сега, кога имате таква кондензирана енергија, таа не размислува, зашто само широчината на твојот дух може да анализира и да размислува. Кондензираната енергија никош не размислува. Што е друго кондензирана енергија? Љутина. Сте видели љутината колку е кондензирана енергија? Човек размислува, не размислува, тој реагира. Разбирате? Љутината кондензирана енергија. Кондензација. Страв. Кондензирана енергија, и таа кондензирана енергија никогаш не размислува логично. Таа кондензирана енергија во тој кондензиран простор се сите работи поистоветени. Ако ќе се качиме со емоциите, кога ќе почне да се чувствуваш убаво, широко си развеселен, ентузијаста си, размислуваш за естетики, зубави работи, тогаш не ги поистоветуваш работите, тогаш ти ги расчленуваш работите или ги анализираш. Зборот анализа значи расчленување, одвојување, а не нештото да е на куп. Ама кога анализираме само со високите емоции, ама аз сме у страв, не анализираме. Знаете, у стравот е се на куп. Човекот кој што почнува да има многу стравови, почнува да има проблем со се. Зошто? Затоа што не анализира. И првото нешто, за да почне да анализира, мора да го откондензира тој страв, затоа што тоа е кондензирана енергија. Знаете, за да ги расчленени тие работи. Чекајте да видам што се случило. Сега, на куп е се ставено од затворен простор. Он има клаустрофобија, има страф од затворен простор. И на крај ќе открие дека чекај малку, не е дека он има затворен простор. Он има страф, да не му се деси пак шахта.
И затоа што има умот реакција импулсивна за да ти дае сигнал дека ти влагаш у затворен простор и дека можеби ќе те дое сличното искуство што си го имал како што си имал ситуација со шахта, се јавува тоа, луѓето ќе имаат еден паничен напад и ќе се јави паничен напад кај некого. И што се случува после? Обично им се случува кога нема да го очекуваат, не се јавува тој паничен напад најавен. Сега ќе се деси паничен напад, му се случува на човекот паничен напад, тој обично од нигде никаде. И сега замислете, во тој ум е останат таа идеја дека од нигде никаде кога бил се случил некој паничен напад. И сега на него му е страв да е релаксиран, и му е страв да е лабав, и му е страв да гледа телевизија, или му е страв да иде на утакмица кога му се случил паничниот напад, или му се случил паничниот напад и сега он не е мирен затоа што некојаш паничниот напад му се случил баш кога немало никакви индикации дека ќе има паничен напад, и он дури кога е мирен и кога е релаксиран, гледате, нема индикации дека ќе се случи паничен напад, ама баш тоа го потсеќа дека ама мене ми се случи еднаш паничен напад баш од нигде никаде и сега он не може да е релаксиран во ниту една таква состојба каде што треба да е релаксиран. Затоа што ненадејно се случило нештото. И он е многу волен да спречи ненадејни работи да му се случат. И што е страв? Страв е обид да се спречи ненадејна работа да се случи. Луѓето кои што се плашат, у суштина се плашат од ненадејни работи да не им се случат. И сака све да контролира, затоа што не го исконтролирал стравот, не исконтролирал анксиозноста. Паничниот напад што му се случил не го исконтролирал и сега се обидува све да контролира, особено да не му се случи нештото, и кога ќе почне тоа да го контролира, он го реактивира тој паничен напад или дадена состојба за да не му се случи пак. Може треба да направам цел лајв за теба панични напади, може би ќе биде подобро, затоа што знам дека има многу луѓе кои што се заинтересирани за оваа тема, ама чисто пропратно овдека да спомнам. Значи, поентата што е дека стравот е обид да се контролираат работи каде што во суштина треба да имаме неконтрола. Знаете, ако човекот не се плаши, он верува во околината, ама за да верува во околината треба стварно да се убеди дека околината е окей, дека околината е нешто кое што нема закана и нема нешто кое што е опасно за него. Многу од стравовите кои што се јавуваат на кај луѓето се наследени стравови. Од кого? Се наследени од татко му, се наследени од мајка му. Од коги да се наследени? Зашто? Затоа што станал миф. Гледате, многу од тие стравови, ако наведете 5 стравови што ги имате, ви гарантирам дека од тие 5 стравови барем 2-3 ќе бидат на мајката или на таткото. И како човекот ги наследува тие стравови, ги наследува со тоа што влегува во неговиот идентитет. Замислете, имал некој човек, се измислувам пример, си го гледал својот чичко како бил многу вака педантен, ќе си ги ставал на очарчињата, ќе си земал крстословка, ќе си решава крстословка, со едно марамче, ќе си ги избрише вака на очарчињата, па ќе си ги стави. Многу педантно, па си имал ланченце тука, знаете, да му висат на очарчињата, и го гледаш, вау, нешто му се свиѓало на детево. За чичко му, зашто така бил педантен со на очарчиња, па и ланченце си имал. И ќе си ги чисти на очарчињата. Човеков, од таа фасцинираност со неговиот чичко, од тоа што му збореле дека исте ко него, од тоа што сакал тој да биде ист ко него, затоа што нешто му се свиѓало, ма дури ќе си го расипи и видот само за да носи наочари, за да биде ко чичко му, и го гледаш секој ден со марамчињата, так убаво, така педантерија станал како чичко му. Не дека има нешто лошо да е педантерија човек, ама овој сака да е таков. Така. Допирал чичко му со прстите, па може би си имал ногте вака едно тука големо да се чешка, так. И он си го има истото ногте, си се чешка, си ги има на очарчињата, све у истиот идентитет на чичко. Ма чичко му се плашал од нешто. Така. Сега, не знае зашто го има стравот од чичко. Или може да го има стравот од татко му. Нешто му се допаднало ки чичко му. Имал некоја причина, може би, зашто да го има стравот на татко му. Затоа што многу го сакал татко му. Или многу ја сакал мајка му. Па дури да се бориш со мајка. Знаете, некојаш не знаеш на шо си. Глеј, целата идеја е да си ти. Затоа што тогаш барем ги имаш своите стравови. Барем на сите овие што ги зборев стари стравови, што ги носиме душава, тело. Замисли се уште на чичко ти стравовите, на татко ти стравовите, на мајка ти си ги залепил. Абе, каша попара, да не кажам друг погрден збор.
Све е каша попара. И се гледате колку различни стравови. Имаме страв на телото, имаме страв на душата. Тоа се стари стравови. Имаме нови стравови, затоа што треба да излеземе надвор од комфорт зоната, зашто тоа се препреките со кои што ќе се соочиме. Не знам, имаме стравови од чичкото, од мајката, од бабата, имаме стравови од кои знае кои идентитети у кои што сме влегле. Затоа што доследно, ама сигурно, како тече животот, запамтете, влагаме у идентитети. Влагаме у идентитети кои што ги има таткото, мајката. Мајката, дел од нејзиниот идентитет биле нејзините стравови за пегла. Така биле нејзините стравови за детево, дал ке настане, дал е облечено, дал е најадено. Така, ама тие стравови не доаѓаат од мајката. Мајката ги насобрала од бабата, зашто бабата му бутала компири, цела пајнца компири морал да излезе пред да отиде на школа и морал 2 пара чорапи да носи у април месец и морал под мајца да носи, и морал джемпер од озгора да носи, и шалки му стајала само за да не настине. Има страв да не настине човеков, ама тоа е од бабата, ама тоа го наследила мајката, ама мајкава сега затоа што е такви, затоа што многу му била сојузник на детево и цело време она го бранела и детево до толку се фасцинирало таа љубов на заштитничка љубов на мајката што го имала врз своето дете, да сега он се споил со ликот и делото на мајка му и он ги има истите тие стравови за децата да настинат промаја, да не седи гол после трчање, мора да му се смени мајца, ќе му бута 4 пешкири у грбот, порано така ни праја се, барем можеме да ги смениме мајците, порано немаше толку многу мајци, ќе ти набута мајка ти 5 крпи у грб, затоа што си истрчал надвор, да не се вратиш тука, да не те фати промаја, и ти си седиш мокар, ама не си мокар, затоа што има 16 крпи у грб стаја. И сега, она уште со крпите, па. Жено, мајца можеш да му смениш на дето, не, крпа ќе му стаи. Зашто? Доследна е на мајки. Си го има стравот на мајки. Не и се меши ти у крпите. Затоа што на тоа го сака. Затоа што е мајката. И затоа што мора да се грижи, затоа што за неја добра мајка е да се грижи за детето. Добра е мајката, она констатирала дека мајка и многу ја сакала. И се тоа значи дека и она за да го сака детето мора да го има стравот кој што го имала мајка и за неја. Иначе не е добра мајка. Тоа се коси со суштината на незиното бивање на родител. Зашто она сака да е добра мајка како мајка што била. Абе она не сваќа дека протестирала против мајки и пола живот. Ама после се свртуваат работите и она станува иста мајки. И се сите тие работи кои ќе се свртат, она не ги зима своеволно, тоа се дел од пакетот на соживотот со луѓе кои што имале своји стравови. Дел од пакетот на соживотот на луѓе кои што имале своји стравови, за жал, дечки, тоа е како чеис. И си го зима човекот, и си го носи. Како некоја бундичка, како некој елече. Така, кој што дедо му го носил, и сега прстенот го носила, баба и се и она го носи. Ке се, мислам, што и да е. Мобидов ми е, ајде не навлагам у други примери кои што можеби немаат врска со сето тоа. Можеби имале неговите викендица во Бродеци, во Скопска Црна Гора, и он не ќел да иде на таа викендица, ама не ме носите на таа викендица, ама татко мора. Таа викендица ја купивме за да иде таму, за да дишате чист воздух, за да, не знам, хемоглобинот ти се подобри. Што и да му зборел татко му? Он не ќел. Еј, сега наследил викендицата, ја добил у наследно решение, сега ги малтретира неговиве деца на Бродец, на Скопска Црна Гора, секој виден се за... Зашто? За хемоглобинот. Дечки, тоа се идеи кои што останале у глава. Тоа се стравови кои што останале у глава. Тоа се бубачки кои што ги имаме сите. Кетрин спомнува перфекционизм, може мајка имала некој кој што била перфекциониста. И сега делот, ликот и делото на добра мајка и она да е перфекциониста и да му укажува на својот син и на својата ќерка на ист начин како мајката што не и укажувала, она тогаш се нервирала за тоа, не? Ама се заборавила дека се нервирала за тоа, затоа што се споила со идентитетот на незината мајка и сега е она. Ама кога се споиме со делото на некој човек, запамтете дека ги зимаме и стравовите. Затоа што го зимаш целиот нивен реактивен ум. Не е твојот. Твојот си е таму. Ама тие стравови се си спомешани во твојот реактивен ум. Затоа што сме дел од нешто. Може би човекот тоа го прави затоа што татко му ќе умре, но толку голема тага за татко му сака да го наследи.
Татко му имал дечки, може би татко му имал, како да ви кажем, различни идеи за него. И може би он, не знам, таткото има, ја пример, ова да ми се служеше мене, веројатно ќе си имав своја аптека, затоа што татко ми имаше аптека, имавме за леки, продавахме, веројатно тоа ќе го работев. Зашто? Затоа што од жал за татко ми, знаете како родителите некојаш не се трнат по својот пат, сите го знаете примерот, мој татко ми беше доктор, мајка ми професорка по клавир, морав да бидам доктор. Како, ако неќеш да влезеш у нивни идентитет, па тоа е катастрофа. Па тоа е катастрофа според македонски стандарди. Ти да не си дел, ти да ги немаш тие стравови, тоа катастрофа е. Не они на свесно ниво ќе ти кажат, не треба тоа, ама ти кога ги имаш тие стравови, така благо, пријатно ќе се насме. Као демек одобрува тоа. И веројатно ќе имав аптека и ќе морав да, не знам, да продавам леки или да бидам на клиника, како што сакаше татко ми сега. Ако јас сакам да сум ова што сум, ма тоа се еден куп механизми на контрола. Ако не може вака те фати зашто више си порасна, ти не може да те малтретира, не, ќе ти рече слушај. Од тебе ми е притисокот. Колку од вас сте слушнале дека од вас ви е притисокот на таткото и мајката? А? Тоа е механизам на контрола. Само се надевам дека вие не викате се на децата, од вас ми е притисокот, зашто тоа е катастрофа. Може да си негов идентитет на татко ти имал висок притисок и тоа е дел од причата. Од тебе ми е притисокот. Така татко ќе ви каже. Мајка ти, ти мајка ти умре. Од тебе се разболеа луѓето. Да. Никој не се разболел од мене. Луѓето се разболуваат од сами себе. Ама имаме такви механизми на контрола на другите луѓе, за да не видат аир да бидат у свој идентитет. Затоа што најголем злодело у Македонија да се одвоиш од идентитетот и од судбинската предодредба да бидеш во туѓ идентитет, кој што потекнува од прадедо ти, веројатно чукун дедо ти, кој знае каде надоле во лозата, затоа што сите мора да го драматизираат истото. Така, да, Кетрин, ти не си мој дете, ќе се откажам од тебе, увесни, ќе се откажам од тебе. Не они да се откажат од тебе, ти откажи се од тој идентитет. Гледайте, имаше еден филм, баш го гледав викендов беше за лозата кралевска, да кажеме, во Англија и така натаму, интересна историска приказна. Имаше една реплика која што дури ме расплака. Затоа што секој од нас се бори да биде некој идентитет. И јас сум се борел да бидам свој идентитет и јас знам колку имам набој во тоа да бидам свој идентитет. Имам набој за тоа што сум имал контра идеи за да не бидам свој идентитет. И во репликата имаше еден човек кој што беше на постава умирање и кажа на својата жена која што имаше и своји, да кажеме, неразумни однесувања во даден момент и кажа немој да си пример некој име, бунтовничката. Биди, името и го кажа, што помага. Затоа што ние многу често се заглавуваме у бунтовнички идентитет, да докажеме некои работи, затоа што не ни дале да бидеме тоа што сме сакале да бидеме. Некојаш се заглавуваме у идентитетот на Жарко бунтовникот против Звонко и Данче, наместо едноставно да биде Жарко креаторот. Ме разбирате? И многу од вас, може би, ама Жарко бунтовникот против Звонко и Данче ќе влезе во идентитетот на Звонко и Данче, затоа што бунтовништвото против нив ме носи во нивниот идентитет. Ако сте бунтовници против нечи идентитет, немојте да бидете бунтовници против тато и мама. Само константирајте го дека ова се механизми на умот кои што они ги правеле и бидете тоа што сакате да бидете. Не бидете бунтовник против некого. Не се исплати, луѓе. Затоа што знам ја колку сум бил бунтовник против нештото да не бидам. Ама никогаш не сум бил у тој период тоа што сакам да бидам. И во еден момент решив да не се борам против тоа што не ќам да бидам, туку едноставно да го освам и да влезам во идентитетот на тој кој што сакам да бидам.
Не бидете во идентитет кој што се бори против својот сопруг. Бидете идентитет на сопругата што ја сакате вие. Не бидете идентитет на некој кој што се бори против својот, не знам, колега или раководител кој што не го разбира. Бидете идентитетот на тоа што сакаш ти да бидеш. Не бидете во идентитет на некој кој што има страв цел живот, затоа што тогаш го запоставуваме идентитетот кој што ужива во животот и му е забавен. Многу често се бориме против нешто, при тоа забораваме да бидеме тоа што сакаме да бидеме. Поради тоа што околината не секогаш ни била благонаклона и пријателска. И за тие што ме следат знаете колку го сакам Новак Џоковиќ. Имаше една ситуација каде што кога публиката му даде многу почит и восхит на вчерашниот напревар, се расплаче. Можеби затоа што не сите, ама некогаш по медиумите знаат да кажат негативни работи за него кои што можеби не се вистина, не го знам човекот. Ама е интересно ми е за анализирање. И веројатно кога го прифатила публиката, моја предпоставка е, едноставно сватил дека они препознале вистинскиот идентитет на шампион кој што тој го има. Ме разбирате? Он сватил веројатно дека го има, дека го препознале тие вистинскиот идентитет на шампионот кој што е. И може би сакал да докаже дека не е тоа што во некои медиуми го представуваат, моја предпоставка. И кога го добил аплаузот, сватил дека публиката сватила кој е стварно он. И веројатно тогаш му дошле слозите. Затоа што и мене би ми дошле слозите. Затоа што после долги борби да покажете кој што стварно сте вие и кој стварно си ти. На крај кога ќе имаш околина која што ќе те препознае дека стварно си тоа, предпоставам на сите ќе ни потечат солзи од милост дека не препознале за вистинското тоа што сме. Затоа што многу често околината не препознава за тоа што сме, а тоа предизвикува кај нас порив да се бориме да докажеме кои сме. Околината често пати не препознава вистински кои сме. И ние внатре имаме порив да докажеме дека сме. И у таа битка на докажување кои сме на некој кој што не препознава што сме, тој судир предизвикува негативна енергија и набој. И на крај кога ќе дојдете до некој човек кој што ќе го препознае нештото во вас, се топите вие, поради тоа што тоа ви била поранешна долгорочна цел. Да докажете стварно која е вашата идеја, а не дека некој ве набедил дека сте имале погрешна идеја. И ние уште се бориме да докажеме кој што стварно сме, заборавајќи при тоа да бидеме она што сакаме да бидеме и она што навистина сме. Да ние сме борци за нашиот идентитет, а многу често таа борба забораваме да креираме и да твориме живот, наместо само да се бориме. Ами од дел од таа борба во животот се и тие стари стравови, наследени стравови, туѓи идентитети. И тие дефинитивно прават да заборавиме кои сме и да твориме она што сакаме да постои, она што сакаме да биде. Така да овој лайф нека биде апел да прекинеме премногу со разноразни битки и борби од минати дамнешни времиња, да докажуваме кои сте и што сме. Нека биде порив да заборавиме на минати дамнешни стравови, туку да се соочиме со стравовите на дали ќе го постигнам тоа што го сака. И дел од животот се болките и стравовите. И немојте се плашите од нив, тоа е само напред идење кон целта. Секој човек кој што има голема битка и зацртано цел, ќе се плаши дали ќе оствари или не. Ама тоа е добар страв. Тоа е ваш страв. Тоа е конструктивен и креативен страв. Страв од тоа, некојаш може би, изложен сум на околината. Гледате што се случи. Вчера сакам тенис, обожавам спорт. Цел свет гледаше дали Новак ќе освои четврта титула или не. Човеков не ја оствари. И веројатно ќе биде тажен и денески утре. Ама тоа е големината на едно битие. Цел свет да направи да го гледа, затоа што знае што сака, и оди храбро да ги оствари целите кои што сака да ги оствари. И не секогаш се остваруваат. Ама наредната победа ќе ја поништи минатата загуба.
Наредната победа ќе ја поништи минатата загуба. За жал, луѓето се заглавуваат во неуспесите од минатото, се разочаруваат од поразите, никогаш не идат уште еднаш да се обидат да победат, затоа што ако се обидеме и победиме наредниот пат, минатиот пораз ќе биде помалку болен и ќе го претвориме во искуство кое што ни помогнало да постигнеме нешто. А ако се разочараме и откажеме поради пораз, тогаш секогаш ќе ни остане стравот да пробаме уште еднаш. И ова е начин како во животот, со живење на животот, да го неутрализирате стравот. Стравот е поради тоа што нешто се случило и сме останале таму, не сме отишле уште еднаш да се обидеме и да победиме. И ни останал стравот од минатиот пораз. Ама ако тргнете напред во животот, затоа што дел од животот се сите тие болки и страдања, па што ако човекот чувствува болка? Па што ако чувствува страв? Дел од играта е, дел од животот е. Тоа е дел од нештото. И човекот мора да научи да живее и мора да научи да ја прифати. И кога ќе го земе, прифати, ќе го осозна и научи. И кога ќе иде да ја освои наредната цел, наспроти стравот, вознемиреноста, дал ќе успее, не знам, болките на патот, и ако ја постигне целта, веруете ми, сето тоа ќе се неутрализира. Сигурен сум со еден спортист дека секоја наредна победа го прави претходниот пораз помалку болен. Така е во животот. Секој нареден успех го прави секој минат неуспех беззначаен. Идете во животот да успеете. Немојте се плашите да бидете играчи. Немојте се плашите да ризикувате. Да, ќе станете ранливи. Ама само ранливиот човек кој што има голема цел е човек кој што ќе има значаен, креативен и убав живот. Човекот кој што ќе се плаши да не биде ранлив од тоа што можеби нема да успее да ја постигне целта, секогаш ќе се остане пештерски човек, кој што ќе седи во комфорт зоната и ќе му биде страв да излезе надвор и да креира. Затоа што нашите креации на надвор, да, се заедно со шансите да не успееме, шансите некој да ни ја растори таа креација, ама ако дадеме значење на негативното, позитивното никогаш нема да го искреираме. Но стравот може да го претвориме у позитивно доколку одиме и ја постигнеме и оствариме и реализираме целта. Океј, ве обожавам, ве сакам, се гледаме повторно во среда, можеби ќе продолжиме на истава тема. Чао, имете убава вечер, поздрав.